Прилепската публика синоќ имаше можност да ужива во еден несекојдневен мултимедијален концертен перформанс, насловен како Сонувања за заборавеното, кој се одржа во киното Мистон. Проектот е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, а тој се случува во рамки на манифестацијата Нов културен бран 2018. Концертниот перформанс се базираше на комбинација на повеќе музички стилови, во кои доминираше изведбата на класична западна музика од 17-тиот и 18-тиот век, кон која како еден можен контрапункт беа вклучени низините источни паралели, потипични за поднебието кое што не обкружува, а тоа се традиционалните стилови на пеење, изворното и византиското пеење. До реализација на проектот дојде во соработка со повеќе уметници од Прилеп. Проектот е поддржан од манифестацијата Нов културен бран под Министерство за култура. Во соработка со Димитар Ѓорѓиевски, инаку беше моја идеја. Димитар Ѓорѓиевски е режисер. Прво го замисливме како класичен концерт, меѓутоа покасно решивме да вклучиме и народни и византиски напеви како една споредба на периодот од 17 и 18 век на запад и исток. Ако може да се направи една таква паралела, бидејќи музиката во Македонија не е доволно истражена, во тој правец би продлабочувале и понатаму во некој нареден проект. Сепак ренесансна музика малку помалку ја има и помалку е застапена и се работи помалку. Сакавне спонтано се собравне, да, и предлогот на колешката дали може ова да го направиме, да пробаме, видовме дека можеме да се вклопиме, дека можеме да живееме во тоа и се реализира како што сакавне, може и подобро и ќе биде подобро. На сцената освен пењето имаше и игра, глума, рецитирање и наратори. Публиката беше воодушевена, а салата во киното Мистон беше претесна да ги собере сите оние кои сакаа да уживаат во овој настан. На покана идеја од Ане, кога зборувавме уште од летото и претходни години сме зборувале за некој сличен проект, имаме заедно соработувано уште од студентските години и тука концертирано во Прилеп, кога таа даваше солистички концерт. И кога ја кажа таа идеја и кога видовме дека воедно почнуваат и конкурсите од Министерство за култура за Нов културен бран, рековме да, сигурно, зашто да не направиме, од што таа едноставна нејзина идеја после проработе визијата и не спои сите и уште додати уште некои елементи, на крај имавме и глума, и игра на сцена, и рецитирање, и наратори, и сите тие елементи што придонесоа да биде ваков мултимедијален концерт и перформанс. Мене ми е многу мило и знам дека публиката живеше, пошто беше исполнета салата до последното столче. Режисерот на овој прекрасен мултимедијален концертен перформанс упати апел до Министерството за култура да одделува повеќе средства, затоа што со овие суми со кои сега се помагале ваквите проекти, не можело да се направи буквално ништо, доколку сите во проектот не работат бесплатно. Целиот проект Министерството го поддржало само со сума од 20.000 денари. Спојавме неколку медиуми од типот на театар, ликовна уметност и нормално музички оддел. И сега ги измешавме малку работите за, правевме распоред на барокна музика и пандан на македонската музика што се пеела во периодот на барокот во Европа, да речем, кај нас немало официјално барок. Сега овој цел настан, е финансиран до некаде од Министерството за култура, ама толку се јадни средства за кои ги дели Министерството, што е за чудо и неверување како еден ваков настан со олку луѓе може да се реализира. Да кажам и цифра точно, 20.000 денари кошта сето. Толку пари се дадени од Министерството за култура, ова би коштало некаде отприлика 3.500-4.000 евра. Да не се овие прекрасни луѓе кои што пее без пари, осветлуваа без пари, музички оддел, снимено за музички беше бесплатно, озвучувањето и така натаму. Значи ова е сето на добра волја на едни прекрасни индивидуалци кои што ги има Прилеп и Македонија, се надевам. Така да апел до Министерството за култура, ако дава пари, нека дава пари, ако не, нека не се зафркава. Учесниците во проектот се надеваат дека истиот ќе имаат можност да го представат и во другите градови на Македонија.